Стопанската комора за енергетика бара одземање на лиценцата за работа на ЕВН. Тие се убедени дека во име на компанијата на граѓаните им се наплаќа превисока ставка за пренос на енергија во новите сметки за струја, што ги издава ЕВН. Поради ова, комората бара од државата да си го врати преносот и дистрибуцијата на струјата во своја надлежност. Одземање барано е затоа што држи монопол, диктатура и малтретирање на граѓаните и компаниите. Како мрежарината е чист профит. Зашто додат тие пари за ЕВН? Тука е проблемот. Бараме по повеќе причини, едно стотина што ги прави ЕВН, каде што сите тие стотина причини што ги прави ЕВН се спротивни од желбите и потребите на граѓаните, а меѓу другото е како ЕВН електродистрибуција се функционира и сама без себе и се функционирала сама без себе. Граѓани деновиве реагираат откако добиле сметки со издвоена ставка за пренос на електрична енергија, а некои се жалат дека оваа ставка им е далеку повисока од потрошената енергија во сметката. Од ЕВН велат дека ова и порано се плаќало, но било вкалкулирано во цената на струјата. Објаснуваат дека разликата во сумите кај преносот се должи на потрошувачката во ефтина и скапа тарифа. Истото го потенцира и председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски, според кој во новите сметки граѓаните добиваат цена за електрична енергија како продукт и цена за користење на мрежарината. Од кога се наплаќа електрична енергија во Македонија, некаде од 50-тите. Од секогаш се плаќало за производство на електрична енергија или за набавка доколку имало потреба од увоз, за пренос на електрична енергија, за да помине електричната енергија низ преносната мрежа, која што е на висок напон, од 110 киловолти до 400 киловолти, и се плаќало за дистрибуција на електрична енергија. Цената на мрежарината пред поскапувањето на струјата се движеше од 1,8 до 2 денари за напонско ниво ЛВ2, а сега е 3,37 денари. Делот за пренос на МЕПСО чини околу 0,34 денари.